Ова е местото каде за 3 седмици од сега ќе се одржи годишниот министерски совет на ОПСЕ, најголемиот настан на Организацијата за безбедност и соработка во Европа, со која годинава председава Северна Македонија. Актуелниот председавач, шефот на дипломатијата Бујар Османи, денеска ја посети локацијата, салата Борис Трајковски во Скопје, каде ќе се одржува најголемиот меѓународен собир во историјата на земјава. Но ОПСЕ во своето речиси 50 годишно постоење, можеби е во најголемата криза досега. Воената агресија во Украина ја предизвика и самата организација, така да нивото на доверба помеѓу земјите учеснички е на историско ниско ниво и одлуките кои што во ОПСЕ се носат само со консензус не можат да се донесат. И тоа не само во делот на политиките, туку и во однос на основните функции на организацијата. А тоа е, како што кажав и во претходен наврат, за прв пат се соочуваме со ситуација да немаме председавач за идната година. На собирот учествуваат 76 делегации, 57 од земјите членки на ОПСЕ и останатите се од државите партнери на организацијата. Се очекуваат повеќе од 1000 гости во делегациите. Османи се надева дека ќе дојдат министрите на најмоćните држави во светот: САД, Велика Британија, Франција, Германија. Дали ќе дојде првиот човек на руската дипломатија Сергеј Лавров, чија земја е под санкции поради агресијата врз Украина? Јас добив писмо пред 4-5 дена од министерот за надворешни работи, во кој што покажува интерес и барање да се обезбеди негово присуство во Скопје. Има одредени предизвици во делот на тоа прашање. Прво, заради тоа што воздушниот простор на Северна Македонија е затворен за државни авиони руски, меѓутоа и на нашите соседи. Така да тука ќе треба да се направат напори, евентуално логистички, да се обезбеди. Инаку по правило сите земји учеснички треба да присуствуваат на Министерскиот совет на ОПСЕ, но дали конкретни личности сепак ќе зависи од одредени одлуки кои што ќе треба да се донесат во текот на наредните денови. Јас се надевам дека ќе успееме сите да бидеме во Скопје. За настанот, чија организација финансиски ја покрива Македонија, да помине мазно, според Османи ангажирани се сите расположливи државни ресурси, од безбедносните служби до армијата. Но дали има опасност ОПСЕ поради внатрешната криза во која се наоѓа да згасне токму за време на македонското председавање? Теоретски постои таква можност, иако не верувам дека земјите ќе дозволат такво нешто, затоа што ОПСЕ навистина се покажа како додадена вредност за овој регион на светот. Таа е најголемата безбедносна регионална организација во светот со 1,3 милијарди луѓе кои што живеат во тој регион. Иднината на ОПСЕ ќе биде појасна по Министерскиот совет, што на крајот на месецов ќе се одржи во Скопје. За Гласот на Америка, Владимир Мирчевски.